Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пилешко Киев. Пилешко Киев е многу популарен рецепт кој најчесто се купува во продавниците низ целиот свет. Но, како што е случај со секоја храна, многу е подобро ако сами го зготвите дома. Пилешко Киев, како што навестува името, потекнува од Украина, но вкусовите на ова јадење потсетуваат на Медитеранот. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 големи пилешки гради, 2 главици лук, 1 рака макдонос, 100 грама путер, 2 јајца, 100 грама брашно, 150 грама презла, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Прво ќе го спремаме филот за пилешкото Киев. Излупете го лукот и ситно исечкајте го. Потоа и макдоносот исто така ситно исечкајте го. Макдоносот и лукот подоцна ќе станат дел од филот заедно со путерот. Сега одиме со филот. Земете парче најлонска фолија и растегнете ја по даската за сечење. Земете половина од путерот, стоплен на собна температура и ставете го на најлонската фолија. Врз него ставете пола од сечканиот лук и сечканиот макдонос. Замотајте ги заедно со најлонската фолија. Започнете да го тркалате филот со путер за да добиете цилиндрична форма и потоа свиткајте го на краевите за путерот да остане на своето место. Сега ова го ставаме во фрижидер за да се стврдне, пред да го искористиме како фил за пилешкото. Повторете го процесот и за второто парче пилешко Киев. Фатете ги пилешките гради од подебелиот крај и со остар нож направете дупка, а потоа и џеб. Обидете се да не го издупчите месото и потрудете се џебот да остане на средината од месото. Извадете го филот со путер од фрижидерот и исечете го на 2 или 3 парчиња. Извадете ја најлонската фолија и потоа ставете ги парчињата во пилешкото месо. Повторете го процесот и за второто парче пилешки гради. Следно треба да ги покриеме пилешките гради со презла. Прво ќе ги запржиме за да добијат боја, а после ќе ги затвориме пред печењето во рерна. Рерната загрејте ја сега на 150 степени. Земете го првото парче и прво извалкајте го во брашно, потоа во јајца и на крај во презла. Ние користиме чијабата презла што ја направивме од мелен чијабата леб. Дава убава текстура и ги абсорбира сите сокови, но можете да употребите и друг вид презла. Повторете го истото и за второто парче. Загрејте тава на средно силен оган. Ставете го пилешкото во делимано тавата за печење и потоа печете го 20 до 25 минути на температура од 150 степени. Проверете ги парчињата месо со прстот. Ако се цврсти, значи се готови. Време е за сервирање. Ние го сервираме со ориз, но можете да го пробате и со помфрит. Го сечеме пилешкото Киев на 2 парчиња и потоа во слоеви го ставаме над оризот. Како што можете да видите, макдоносот и лукот останале во средината, но путерот се растопил во пилешкото, па станало вкусно и меко. Сигурни сме дека пилешко Киев наскоро ќе ви стане омилено семејно јадење. Има добитна комбинација од вкусови кои ќе ги обожувате. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.